Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. На Светскиот ден посветен на слобода на медиумите, синдикалните новинарски здруженија порачаа дека правата на новинарите во медиумите се уште не се почитуваат до крај. Советот на општина Тетово денес одржа продолжение на последната седница. Во Тетовско минатиот месец откриени и законски санкционирани 1539 прекршоци во сообраќајот. Релативната слобода на медиумите денес не треба да ги фрла во сенка системските решенија кои се потребни за квалитетна медиумска содржина и подобри работни услови за медиумските работници, истакна од Сдруженијето на новинарите на Македонија по повод 3 мај, денот на слободата на медиумите кој низ светот се одбележува во изминативе 3 децении. Обликување на иднината на правата, слободата на изразување како двигател за сите други човекови права, е мотото под кое денеска се одбележува Светскиот ден на слободата на медиумите 3 мај. Релативната слобода во која сега живееме не сме да не залажува, бидејќи без системски решенија што ќе гарантираат квалитетна медиумска содржина и независност на уредувачката и новинарската работа, цело време ќе се вртиме во круг, вели председателот на Сдруженијето на новинарите на Македонија Младен Чадиковски. Апелиравме и се уште апелираме за финансиска независност и продлабочување на реформите во јавниот национален сервис преку носење на квалитетни законски решенија со што ќе се гарантира улогата на информативните програми. Балансиран проток на информации во МРТВ не е доволен, националниот сервис мора да действува како информативен лидер кој ги подига стандардите на целата новинарска заедница. Имавме уште 2 барања минатата година. Тоа беше да се усвојат измените на кривичниот законник, со кој што медиумските работници добија статус на службени лица, и тие, после долги наши напори, беа усвоени. И второто беше да се усвојат измените на Законот за граѓанска одговорност од клевета и навреда, со што казните за новинари се намалија за 4 до 5 пати, и тие после наше долго инсистирање беа усвоени. Токму овие 2 работи се едни од клучните зошто Македонија годинава бележи напредок на извештајот на Репортери без граници. И тоа покажува зошто нашите напори кои што во континуитет ги правиме и притискаме кон носителите на власта да бидат усвоени, зошто на крајот даваат резултати. Но и тој извештај не треба да не залажува, не треба да мислиме дека сме задоволни со тоа. Мора да работиме многу посуштински и подлабоко, бидејќи не е само носењето закони, потребна е и нивна имплементација и создавање на вистински амбиент за слободно и независно новинарство на сите новинари. Светскиот ден на слободата на медиумите се одбележува од 1993 година. Целта е да се промовира принципот на слобода на медиумите, да се истакне важноста на заштитата на медиумските слободи и борбата против сите форми на влијание врз медиумите, како и да се потсети на медиумските работници кои ги загубија животите при вршење на својата работа. Во пораката на Обединетите нации по повод Светскиот ден на слободата на медиумите пак се истакнува дека и 3 децении по прогласувањето на овој ден, слободата на медиумите, безбедноста на новинарите и слободата на изразување се повеќе се на удар што влијае на остварувањето на другите човекови права. Советот на општина Тетово денес одржа продолжение на последната седница. Откако беше прекината 14-тата седница на Советот на општина Тетово одржана на 28 април, се одржа нејзино продолжение. Од обемниот дневен ред поминати биле само 11 точки, а за останатите 24 советниците расправаа денес.
не можеме да стигнеме до крајот да ја завршиме седницата и почнуваме на средина, некаде стигнавме до 12 точка да ги дискутираме, дебатираме точките, сега ќе продолжиме до крајот на да ја завршиме седницата. Тие точки што поважни, тоа што го речов пред 5 дена, значи статутот на предпријатието Шари што сега е во тек, значи ќе донесеме одлука за донесување на статутот на општинското јавно предпријатие Шари Тетово и нивната програма за текот на годината. На предложениот дневен ред имаше 28 точки, но дел од нив беа повлечени, а на предлози на советниците беа додадени уште неколку. Се додека не изберат председател на судскиот совет, судиите не може да земаат плати. Председателот на државата Стево Пендаровски денес порача дека ситуацијата што побрзо мора да се реши, отфрла темна дамка на европското и демократското досие на земјата. По разрешувањето на Весна Адамева минатата недела за вчера судскиот совет имаше закажано втор обид за избор на председател, но седницата без образложение беше одложена. Она што го знам и што представува посебен проблем, не знам колку е тоа познато во јавноста, е што председателот на судскиот совет, кој да е, по словото на законот и председател на судско-финансискиот совет. Што значи дека ако немате председател на судски совет, нема кој да подпише решение, народски кажано, за судиите да земат плата. Чи таа ситуација мора час поскоро да се реши, не заради платите само на судиите, туку затоа што тоа фрла таква темна дамка врз целото досие европско демократско предсе на Република Северна Македонија, што не се случајни реакциите кои ги видовме изминативе денови и од Европската унија и од Американската амбасада. По она што го знам, а дојдоа тие реакции и до мене, средбите со тие амбасадори, тоа се најжестоки реакции и најжестоки критики за состојбите во македонскиот правосуден систем од 90 до денес. Работната група што ја формираше Министерството за правда за реформи на изборното законодавство денеска ја одржа конститутивната седница. Нејзина прва задача ќе биде да се имплементираат препораките и забелешките од ОПСЕ, ОДИХР, а потоа и да се изготви комплетно нов изборен законник. Денеска мислам дека договоривме одредени работи кои се клучни за успешно на работата на оваа комисија, а тоа е да почнеме, како што кажа министерот, со забелешките на ОПСЕ ОДИХР и потоа ќе се работи на новиот изборен законник. Во однос на учеството, јас сум оптимиста за начинот на работа, бидејќи гледам дека представници во работната група се лица кои се од оваа област и кои долго време работат на оваа материја и се надевам дека ќе излеземе со предлог и ќе успееме да ги запазиме роковите кои се утврдени со некои европски стандарди, да овие измени бидат имплементирани во еден период од 6 месеци пред изборите. Значи имаме консенсус за оваа работна група да ги инкорпорираме сите овие препораки и забелешки од ОПСЕ ОДИХР. Моделот нас не ни е приоритет, останува само да имаме нов пречистен текст на овој изборен законник, а исто така да се внесат сите овие забелешки. Ова е прва задача на работната група, а втора задача ќе изготвување на нов изборен законник. За првиот дел вие како сте информирани од страна на ВМРО ДПМН, веќе тие имат кажано нивниот став дека ќе ги гласат сите овие измени на изборниот законник. За вториот дел работната група сите нивни ставови ќе ги зема во предвид, а истовремено јас ги повикувам уште еднаш денеска да бидат дел од работната група, да не ја мачаме јавноста со овие работи преку медиумите, туку на сите овие што сака да дават придонес на оваа работа, ги повикуваме да се дел од работната група и да се дел од успешната приказна за оваа работа, конечно да имаме нов изборен законник во државата. Приведен тетовец му бил пронајден кокаин и украден скутер, лишен од слобода 70-годишник поради агресивно однесување и закани кон сопругата. Во Тетовско Јагуновце пронајден починат маж без видливи траги на насилство. Во билтенот и случај на физички напад и 2 пријави за каснување од улични куќиња.
Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 17 часот и 50 минути на улица 112 во Тетово лишиле од слобода 42 годишен тетовец, затоа што кај него бил пронајден и одземен хероин. Од него исто така бил одземен и скутер за кој постои сомнение дека потекнува од извршена кражба. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера вечер околу 20 часот и 25 минути на улица Кузман Јосифовски Питу во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 70 годишен тетовец. 2 часа пред тоа тој бил пријавен од неговата 62 годишна сопруга дека се однесувал агресивно кон неа и дека и се заканувал. По целосно документирање на случајот против инволвираниот ќе следува поднесок. Вчера вечер во 22 часот и 25 минути во СВР Тетово било пријавено дека во близина на поранешен угостителски објект во Тетовско Јагуновце бил пронајден починат 51 годишник од ова село. Лекар од итна медицинска помош констатирал смрт без видливи траги на насилство. Извршен бил увид со учество на јавен обвинител, лекар по судска медицина и екипа од СВР Тетово, а по наредба на јавниот обвинител телото на починатиот било предадено на семејството. 30-годишник од гостиварско село вчера во 22 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека околу 20 часот во дворот пред семејната куќа физички бил нападнат од неговиот 22 годишен брат, а поради нивни нерасчистени должничко-доверителски односи. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера 42 годишна тетовка пријавила дека на улица Димо Гавровски кара. Нејзиниот малолетен син бил каснат од куќе скитник. 27 годишен гостиварец вчера во СВР Тетово пријавил дека на улица Браќа Ѓиновски во Гостивар бил каснат од куќе скитник. Изминатиот месец полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово на поширокото тетовско подрачје во 25 локални засилени акцијски контроли и редовни активности откриле и законски санкционирале 1539 прекршоци. Во април годинава полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово на поширокото тетовско подрачје во 25 локални засилени акцијски контроли и редовни активности. Вкупно откриле и законски санкционирале 1539 прекршоци или 241 помалку во споредба со истиот период лани. Во контролните активности реализирани во минатиот месец, а поради констатирани прекршоци, односно недостатоци, од сообраќај биле исклучени 49 возила, од кои 27 поради стечена регистрација до и над 30 дена, 17 поради утврдена техничка неисправност и 5 поради претовар. Во текот на минатиот месец исто така од сообраќај биле исклучени 194 возачи, од кои 120 управувале без возачка дозвола, 31 под дејство на алкохол, 24 возачи почетници кои не се придржувале на законските ограничувања за оваа категорија возачи и 19 со важечка забрана за управување. Покрај тоа, во месецот за кој станува збор времено биле одземени едно возило со истечена регистрација повеќе од 6 месеци, 55 возачки и 42 сообраќајни дозволи. Додека тетовската ПАЕК служба вкупно подигнала 253 непрописно паркирани возила, најмногу во централното подрачје на Тетово. Минатиот месец вкупно биле изречени 657 мерки за неприлагодена брзина според условите на патот, односно за пребрзо возење, 21 мерка за недавање предност, односно првенство и 15 за непрописно пристигнување. 9 лица загинаа во пукотницата што се случи утринава околу 8 часот во основното училиште во Врачар во Белград. Меѓу жртвите има и деца и училишен чувар, додека 6 деца и една наставничка се ранети и им била укажана лекарска помош. За пукањето е уапсен 14 годишен ученик. Началникот на белградската полиција Веселин Милич на конференција за медиуми во владата на Србија откри дека самиот напаѓач повикал полиција и пријавил дека пукал во неколку луѓе.
Mi smo danas imali veoma Во име на Министерството за образование изразувам најдлабоко жалење за најголемата трагедија што ги најде Србија и нашиот образовен систем. Во трагедијата што се случи во основното училиште Владислав Рибникар, животот го загубија 8 деца, како и припадник на обезбедувањето на училиштето, а повредените се хоспитализирани. Никој не може да им ги врати децата на родителите. Настанот се случил околу 8 часот, кога ученик од 7 оделение од ова училиште, прв пат во Србија, го извршил овој чин. Благодарен сум им на нашите здравствени работници и го молиме Господ да им помогне на сите што се хоспитализирани и имаат потреба од лекарска помош. Na licu mesta pronađeno je oružje kojim je izvršeno krivično delo. Според досега собраните податоци, детето долго време го планирало настанот. Ги зел пиштолите од станот на татко му, со себе носел и молотови коктели. Прво пукал во обезбедувањето, а потоа во дежурната ученичка. По злосторството повикал полиција. Изработил план за влегување и напуштање на училиштето. Тој ги одредил и приоритетните цели. Како да ликвидира, кои деца и во колкав број. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!